Пците кога се жалија на царо. Чита Александар Станоков. Во старо време, кога беа се намножиле пците по земјава, ватиле да се прибираат покрај луѓето и да се спријателуваат за да живеат пораат. Арно, ама пците ватиле да прават по луѓето пакос. На кого лебо од дома му го изеле, на кого месето од грнот беа му го изеле, на кого млекото од кобел беа му го излокале, на кого детето беа му го укасале. Тие и друзи големи пакози што и праеле, беше му се смачило на луѓето и беа ватиле да и тепаат и да и гонат од секаде. Кога се видоа пусти пци од секаде гонени, се најдоа во големо зло. Еден ден беа се собрале сите пци на едно место и беа сториле еден мезлич за каков крај да земат, да не и тепаат и да не и гонат луѓето. Тек, чифт, еден едно рекол, друго рекол, дале зборои и зеле помеѓу ним. Најпосле беа дошле во еден збор за да направат еден арзоал до царот, да го молат да и поучит луѓето, да не и тепаат и да не и гонат. Го напишале арзоалот и беше му го дале на еден постарија да го носит. Тргна стариот напред, трузите по него, за да одат кај царо и дошле до една река. На реката мост немало. Думале, шестале, какво чаре да бараат за да пропливаат. Беше и страх да се вратат назад. Беше и срам од светот. Чунки сите беа и разбрале од отидоа кај царот за да однесат арзоал. И до полпат беа отишли. Пак се вратиле назад. Така ќе речат светот, да од една страна срамота ет, а од друга уште поеќе ќе се налутат луѓето и ќе и тепаа поеќе, да затоа не чинело да се вратат, ами да врват. Дал вик големиот пес за да не се мислат, ами да врват преку река. Сите се врлија в река и пливајќи сите со Господ напред беа препливале отаде река. Се поистресоа од водата, се позбришаа со јазик и се стокмија да одат кај царот. Дал вик старејата: ајде бре пци, тргајте по мене да ојте кај царот побрго. Ами ками ти го бре старче арзоалот? Беше му рекле едни. Лели ти го носеше? Како го носев јас бре? Ами лели ви го оставив јас отаде река на брего за да го земите вие? Бре, трчујте бре да го земите, рекоа подрузи, да не загинит. Потрчаа најјунаците пци да го земат арзоалот, арно, ама не го најдоа. Чунки старијата беше го голтнал за ѓоа да не се истопи од водата, а пак да каже право, му беше страм и страв да не се налутат пците и да го тепаат после. Ја издумал една лага и од кога дојдоа тие што појдоа да го бараат, кажа, оти го немало. Кога видоа оти го немало арзоалот, беа му се втуриле едни посилни пци на старејата и беа му рекле: старче, овде го нема арзоало, кажи што го стори, да не го изеде нешто бре, старче. Дај да те подушиме кај устата да видиме да не нешто мирисеш на книгата од арзоало. Елате бре браќа, мирисајте ме, му рекол старејата. Не саде кај устата, ами и кај опашката. А ако сум го изел, живота си е неќум и еве ќе се измочам и во мочта ќе се удам, вака да знајте. У мене лага нема, треба некој друг од вас да го изел, да затоа мене да ми вадите ифтирија. Кога чуја тој збор пците од старејата, се натрчаа сите да го душат кај носот и кај опашката, го натераа да се заколни. Крена ногата и се измуча сиромав стареја за да ја увери тоти не го изел тој арзоалот. Кога се уверија пците и тој не беше го изел, тргна еден со други да се подушат и да се колнат со мочање. Арно, ама никого не го најдоа. Да од тога и ден денеска, кај да се најдат пци, се ќе се понадушат по носоите и под опашката, да не некако го најдат пустио арзоал и да го даат на царот, за да не ите пат луѓето, кога ќе сторат некој пакос.